Значи имавме доста напорна работа жири комисијата со оглед на тоа дека имавме доста успешни маски, креативни, работеле доста време на креирање на маските, да осмисла нешто. Критериумите за оценка на маските беа значи од почеток, од чевли, од облека, изработка на самите костими, нивниот сценски настап, значи костимите, сценскиот настап како играе, како беше поставено, сето тоа допринесе да имаме напорна работа во однос на оценката и избор на маски. Жал ни е за оние маски кои не добија награди, меѓутоа ова е таков карактер, нема на овој ден прочка, лутење, така да мислам дека доловивме заслужни награди на оние кои успешно се трудеа да направат што по креативни маски. За наредната година, што помасовно учество и повеќе маски, да ли биде работата малку потешка? Освоили смо прву награду за перформанс и прелепо е. Ни доаѓате од каде? Долазимо из Будве, а са групна маском Ватра, која брои 16 чланова. Били смо у Струмици уче, а код вас 2015 и сад поново. Ние сме представници од основното училиште Климент Охридски, трето 3 оделение и второ 2 оделение. Нашата маска беше инспирирани сме од лектирата Касни порасти и ја спремавме подолго време нашата маска и освоивме третото место на во традиционалниот дел на детски маски. 50 ученици беа и двете наставнички. Ние доаѓаме од основно училиште Рамполевката, во име на директорката која денеска оправдано е отсутна. Јас се го представувам училиштето, работам повеќе години таму, а во карневалот Прочка учествувам барем 10 години, редовно, и редовно сум меѓу наградените. Ова година чест ми е што добивме прва награда со детската маска, да не дозволиме да ни венеат цвеќињата. Во точката учествуваат околу 30 на ученици, во изработката учествував јас со мојата креација, со мојата изведба, ми помагаше наставникот поликовно, Златко, а останатите колеги во кореографијата. Значи, комплетна изведба и затоа веројатно успехот е неизбежен. Мотив повеќе за наредната година повторно да учествуваме и се додека можеме ќе учествуваме.